Јовица Јованов од своји 12 години почнал да работи за да го прехранува семејството. Тешка физичка работа, многу кубици дрва, железо и шишиња пренале неговите раменици, кои денес на само 30 години единствено ја знаат и може да ја раскажат тежината на неговиот живот. Во куќа од две мали прискромни собички живеат 9 души. Јовица со сопругата поради претесниот простор принуден е да спие во ист кревет со неговиот дедо. А и таа, сопругата, имала несрекно детство, ќе кажат двајцата. Пред 3 години го губат и најмилото, детето. Ке живеев и во шатор само тоа да ми останеше живо, ке каже овој несреќен татко. Но морал да дигне глава и да продолжи со тешкиот живот, зашто ако залегне, и тој ова семејство ќе умре за леп. Овој маж оди по селото, каде ќе го викнат за да заработи некој денар да купи храна за своите. И често ќе каже дека се нахранил, иако тоа лага, само за да има за другите. И куќата им е пред распаѓање. Мал простор, неизбелени ѕидови, стар мебел, а толку многу луѓе живеат само од пензијата на дедото на Јовица, кој повеќе од половина оди на лекови. Сериозни диагнози имаат и неговите мајка и татко, кои додека биле млади, можеби и биле највредните во селото. Иако Јовица удавно го има вложено здравието за да ги прихрани најмилите, сепак посакува сигурна работа за да може да направи макар една соба, за да може како човек да го живее животот. Денес сме повторно во едно кучанско село во кое што повеќечлено семејство буквално трпи за леп. Беа пријавени и денеска ќе им излеземе во пресред да слушнеме приказната на Јовица Јованов. Добар ден. Добар ден. Здраво. Како сте? Па, како никако. Што се случува, Јовица? Кој е вашиот проблем? Па проблемот е тоа што и сами гледате, во многу тешка состојба сме, тешок живот. Гледате самите, куќата ми е пред распаѓање, нема дека да живееме, нема што да јадеме. Најлошото што во животот ми се деси, детенци ми почина, сега до 2 години. Тоа е најтешкото што може да го кажам и не знам и до вечер што може да биде и до утре. Тоа е најтешко нешто што ми се дешава кај мене и во мојата фамилија и што нема и дека да спиеме, заедно спиеме со дедо ми. Уходнико, многу сме семејство, 8 члена сме во куќата и многу тешко. Тоа е нешто најтешко во животот што немаме дека да спиеме, што да јадеме и како ќе се живее, не знам. Јовица, работите ли некој од членовите возрастни што сте тука? Освен јас, никој друг не работи, мајка ми, татко ми, како што ви кажа, не се способни за работа. Болница? Да, болница, значи, ko може ја работија на времето, значи, земјоделци беа, тутун садија, татко ми е дрва не израснал и само сега останува на мене. Дојдете, вај, тука кревет спијам ја, жена ми, дедо ми, кога спуштаме тројците во ходниче, немаме ни купатило, немаме ништо и многу е тешко за живот. Поволете ми. Ова е собата каде што живеете преку ден? Да, сите. Добар ден, јас сум Оливера. Мило. Сепак неколку членови фалат, рековте повеќе членови сте? Да, едната сестра излезе, на другата још на школу, а другата дека ја мам? Едната е на работа едната. Така, ова е дедото. Тоа е дедо ми, да, дедо ми. Тешко живеете, значи? Многу тешко, претешко живееме. Гледате и куќата е пред распаѓање, не е избелено, дрва немам ништо. И така, работеме. Пример, мислам, ја работам ден за ден, да искарам денеска за да преживееме. Некојаш и гладни се легнуваме сите и трпаме и тоа е. Јовица е сиромашно младо момче кое никогаш ја имало сета енергија на овој свет, но од многу мал почнал со тешка физичка работа за да му помогне на семејството да опстане. Во куќата во Мородвис живеат 9 члена, неговите сестри, мајка и татко, неговата сопруга и неговиот дедо. Толкава бројка во само 2 соби. Не биле способни да направат повеќе. Уште млади неговите родители спечелуваат сериозни диагнози. Татко му со едно толку речиси да не гледа, па теретот за опстанок паѓа на ова младо момче кое среќата си ја бара дури во Германија, каде 6 месеци бил принуден и да работи со гладен стомак. Значи ја уште на моите 12 година кога почнав да се развивам, jednostavno немав ни 8 завршено, што вика на школа оде по нивите, што се вика малин за навреке брашно, работе и железо собира и по планини оде на дрва, и на грб сам дрва носил се, само за да
преживеам и да прехранам цяла фамилија. До тоа време мајка ми и татко ми беа способни, работеа. Значи работеа тутуни, земјоделци, ергати, одеа сегде, за да се прехранеме, неле, и за да направиме нешто повеќе. Но не ли ти беше тешко на 12 години? Па било ми е тешко, кога не ми било, значи секој да се стане на моје место знае како е, значи да работи за да прехрани, да искара педанара, што се вика, за да прехрани цела фамилија. До ден денеска е така, значи кога направи 15-16 години вработи се у конфекција, тука до нас работи негде 4 години, 4,5 години, после тоа работи у друга конфекција, значи многу 7-8 години сам работил по конфекција, нели на мои 30 години, и те така да прехранам цела фамилија, ама тешко е, не се живее, значи џабе и да искараше на плата, зашо поправо. Татко ми од дрва ме е чувал. Со 3 магарини, 4 магарини одеше на дрва за да не израсне. Мајка ми тутун саеше по 3 декара, по 4 декара тутун. Дедо му тоа време се беше разболел, што се вика, ден сабале го однесеш у болницата, вечер па имаше чир на желуднико, да однеш го вечерта, доеш го па, земеше мама некој денар од тутуно, се алалнека за него ги даваше по болници. И да се кава нешто да ми направи, не може, мајка ми многу добра, она од уста ќе го извадам човек ќе го даде, она е многу добра. Многу тешко, сиромашно, бедно, инаку имам син, сна и 5 дечиња, една керка е мажена, 2 внучиња имам, мажена е во Делчево, имам внучи со посебни потреби, меѓутоа, кој што знаете, сино е женет, на 17 години се оженив, Господ ми даде 5 дечиња, со супругата работевме додека можевме, тутун, аргати, ваму, таму, поштено, секаде и сешто. Сакавме да направиме нешто за синот. Мислам да сум здрав, не се плашам, оли. Кажувам пред јавно, пред телевизија, со супругата работев. Мојата жена беше многу работна. По 4 декари тутун сееше, јас одев. Сегде имаме работено, оли, сегде. А многу сам работил во живот, јас сум многу измачен, ако ме веруваш, ја многу. Многу сам измачен. 30 години сам, работил сам сигурно, од 12 години работам, 18 години се сам на нога, ако веруваш. И оболеси. Не знам како да ти кажам, од тоа са и бобрици ме болат, 50 кубика дрва, ако ми веруваш, се на грб сам ги пренесел за да се прехранам. Да немам ни магаре, немам ништо. Се сам. А не ми дава душта да седам. Не ќам на никој да просам, да тражам. Не сум таков човек да речам дај ми на теб или на теб, дај ми, сам се мачам. Сам си го искарам поштено лево. Не ќам од никој не ќам. Од никој не ќам, јас сум таков човек. Ама не знам така как се издржи ово. Стварно не знам, ово секој ден се полошо иде. А работе, по фирми работе, и бе многу јак работник, и поштено дете бе, значи и ко работе тука по конфекцијата на Норма, сите по 90, ја по 200% Норма, себе шивач, оригинал певач, се сум работил. Зошто сега не работиш? Па нема, затвори се оваа конфекција. У Зрнци тај газд што беше Венцо дека работел, умре после у Кочани, там се бе вработил. Забрави да ви кажам, бев и у Германија. Тука негде години поработив, ама со виза бе кај мој чичо. Знаеш дека додека има корис, ќе те држи, разбираш, работе за 800 евра, дека ти е стано, дека ти тоа, дека ти ово, јадење. Нич нема пари, јас сум за леп трпел првите 6 месеца таму. Значи нема. Значи ја кажувам најреалното тоа што стварно сум го минал во животот. Тие што дојде од Германија кермиди што бе купил и ни блокови од пазари можете ги виделе. И тоа е да се прехранам дома. Ја тоа мушама што купил тоа време. Немаме ни купатило, немаме ни веце што се вика надвор, немаме ништо. Немаме, тешко е. Одам тука со едно дете работам за што се вика за педанара да искарам денеска, за да се преживеем. Не бива. Мачам се, те преска зема 500 нара, купи боб, нешто зема таму, бобче зема, 2 лева зема, немам ни брашно, немам ништо, те тие лебот горе од продавницата зема за да се прехранам. Оти нема, тешко е, не може сам човек на толку души, не може мама и тато болни, што дело зима на пензија, анчик за тие лековите тука што се, и он што зима млеко, он не смее ништо да јаде, те овие што пие тоа, што зима од продавницата на версија горе, од продавницата и после мора да плати.
Иако млада, и сопругата на Јовица, Габриела, има забрана од доктор да работи тешка физичка работа. Оваа жена имала тешко детство, ќе кажат тие, а пред 3 години за жал го губи своето и детето на Јовица. Жената не е способна, стварно, значи она има и забрана од доктор да работи, пошто Што ја не? Па не сме она никакво тешко да дига, значи пошто она неле пред мене кај е била со друг брак. Со друг имала у друг брак е била, неле тоа, ама неле како несреќен брак. Пред тоа друго детенци починало. Ово е веќе второ со мене што е починало и сега она е стварно многу треба со неа испитување, лечење, значи а дека ја пари. Ја те пример одвоам од мене или одвоам од јадење да однесам еднаш два пати месецот за укоаченика и матичната, нели дека е гинеколог, да ја провере за да види што како. И пап теси се прави се, сега вика добро е, ама требало некој Скопје испитување. Ја очодувам за Скопје. Ја немам што да јадам, ќе идам за Скопје. Нема, стварно нема. Ја не сум некој богаташ, ја немам ни за среден живот, а камоли па за повеќе. Скопје ми најдоја ми вика не смеш да креваш тешки работи ни ништо. И забрането до 5 кила. Зошто? Што имаш болест? Скопје ми рекол ако се породи со второто дете, ми рекол толку викат. Ти не смеш да креваш ни ништо ми викат. Ова вака вика да крениш, ома можеш вика да си останато времено да го испушташ децата. Ни се испити треба пак да се прави Скопје, немаме пари, тестој. Тие што го прави пап тест. Убав ми се пак кога ќе одам. Пак ќе ми земе ти. Оно душе уште како детинство, ако сам ме земал, била оставено од родители така по патиштата, по воа, по оноа. И како се зема со неа, неле Господ ни даде детенце, веќе 3 години, ама до сега до април 2 години како ни почина. На брат ми, татко ми све му даваше, мене ме делеше, кој без ке да има само едно дете. Јас мика снајди се во животот, треба, мика снајди се. Јас на школа одев. Одев на школа, гладна, боса, некој пат немав чорапи ни ништо да облечам. Кај една срина одев таму, јадев, ми даваше малку и си легвев гладна вечерта. Ни јадена, ни напиена. Кога јадена, кога не. По кујки дојш негде да земиш на едно парче леб. Не те чуваат твоите или? Не сакаја, не ми даваат леб, ни ништо. Никаков живот ето. Јас знам како имам пораснато. Тежок живот, тежок. Предходно мажена беше? Мажена бев таму, бев, многу проблеми имав. И дете ми умре. Мала на 13 години се мажив, детето ми умре. На 9 месец ми беше, женско ми беше. Зошто се омажи на 13 години? Не се трпееше дома. Од мојве избегав. Не се трпеа. Не се трпеа. Ни се трпеа, ни ништо. Секој ден гладен човек немој да си легне. Породи се жената, од тука прво фанаја Бог, кочен нитно за Скопје, породи се. Имаше преки на 12 панче, срео храната ни суста му се враќаше. Значи живеа, мачи се 5 дена и умре. И ујде таму, шо да видам умрено дете, у те пасе плачеки. Беа еден момент изгубил и воља и се за живот, значи немаше ни живееш. Почнава не знам што, како изгубен случајно таму вам да одам, не знам ни јас што праве, глупости у тај момент, ама после тоа свести се, викам животот мора да иде напред и тоа е тоа. И мушама да живеев и ништо да немав, значи оно да ми беше живо, ја до ден денеска плачам за него. За ништо друго не ми е мака. Јас што викам, човек доста да ти разбере маката, не треба ништо, само да ти разбере дека стварно сам у таква состојба што многу тешко живеа. Многу тешко. Боже, оставам на тебе, ти гледај и суди, тоа може да кажам. 5 дена живееш и тешко беше. Јас го видов, го држев. Тоа ми беше уште тешко ми е. Таму една докторка ми рече ки ти остани детето, вика морате операција да се направи. Снаата поточно и тоа е порасната така. Дојде овде живеј, внуче ми умре Оли, што е многу жално и тешко, да не даде Господ на никој. Наместо сега да го држам во рака, јас да плачам и да се кријам од синот да не ме гледа. А јас немав ни мајка, ни татко да ме саке, љубов да ми дадат. Ништо. Тука те сакаат? Овде, као керка. Као керка, јас немав од никој. Ни татко, ни мајка да ми дадат љубов, мајчинско, ни ништо.
А овде гледам ми дават, ги гледам со очи. Вашите ми съм я гледал прекрасна и стварно баш ми било мило така што помагате што сте што се вика од мајка родени, од Господ подарени таква емисија да помага, ама никош пат срце не ми е давало ја да тражам помош. Не за друго. Значи викам сите сме под Господ, ама викам ја дека сум жив, ако треба денеска за 500 за 300 наրա ќе работам, ќе прехранам па фамилијата, ама па неле нема да се покоравам на друг за да ми помогне. Тоа е тоа. Тоа сум го секош пат, а и многу сум, како да ти кажам, во животот разочаран од многу работи. Од многу работи сум разочаран. Од тоа што викам, аве Господи, има ли те, нема ли те, кога еднаш и мојата видео ќе се види да имаме наслова или да направиме едно купатило за тоа е. Дори не може да думам веќе. Ти ми е стварно тешко. Не се издржува. Ништо не се издржува. Не, како да кажам, не се издржува, нема живот, нема ништо, значи толку души, а да нема ништо, значи мајка ми татко ми болни, он што човек 85 години е, може утре ќе залегне и ќе умре, што вика немаме на страна 500 евра да го погребеме, што се вика, немаме на страна ни пари, немаме ништо. Значи животот не пита. Сега ме гледаш, вечер ме нема, затоа многу е тешко. Животот не се знае до часува може да биде. Сам може приме ќе јапнам на рибанка лепо вечер, ќе не јам. И тоа се случува. Јас сум 5 дена трпел. Но тука живееш исто сиромашно. Сериозно, тешко е. Тешко е. Сопругот тој да работи, зема, гледате. Каде спиете? Во Конеко со стариот. Со стариот, таму спиеме на сите тројца. Како живеете без ниту еден денар средства во домот? Оли тешко, ете синот се мачи. Болен е, има тромбоцитопенија. Додека можев го лечев 2 години по Скопје. Хематологија кај доктор Злате. Коскена срж сака да му вадат. 40 инекции му има дадено доктор Злате. На последната инекција во кочани потече целиот. Хитно за Скопје го носев. Додека можешме работев. Нема јадење, нема средства, нема пари, многу е тешко, животот е многу тешок. Викам, Господе, земи ме, не ме мачи. Животот ме е на многу тако многу разочарувачки живот. На никој не сме се покорил. На никој. Само јас знам како ме од душата верува, ја така да има некој што ќе може да ме разбере, да се исплашам, така да ми олесни на начин, за секој викам, Господе, ја многу верувам у Господ, јас не знам, се молам на Него. Роден сум на златен празник, на Ден Богородица, на Мала Богородица, на 21, а имен ден ми на Свети Јован. И многу верувам они многу се ми помогнали у животот, но тоа. Дали таква ни била судбината, не знам. Што да кажам, не знам. Ако сум болен тромбоцитопенија, имам и документи дека сум болен тромбоцитопенија и со простата страѓам на секој 15 минути одам по ВЦ, значи нон-стоп, а не сум идел ништо на доктор. Сега го видат 2-3 години после, па нема, искарам денеска 500.000 наρα, одма ги давам дома, значи у продавницата за да се прехранеме. Утре пат така, секој ден така, ако не одам и за лепке трпам, ќе немам што да јадам. Пример, ја ако легнам у кревето, ние птенки сме, ќе немаме ништо, значи ќе умреме како кучиња дома. Па те спијам со дедо у ходникот со жијаната, на еден кревет спием. Нема дека да спием. Имаме на соба и таа една и ходникот, друго немаме ништо. Нема. Ико сме се навели да јадеме, земам 3 лева, кој попрво да јаде? Јадеме к најадам, се станам, за викам за другите да имат да јадат. А се уште се гладен? Па цел ден не сам едел, јаш. Вие куќата е пред распраѓање, готова, нема, ништо нема. Да имам блокви, ќе видиш што викам денес кај ќе соберам пример 1000 наρα, ќе земам 2 вреки цимент, ти крцне тоа нема, утре друго нема, трето нема. Ни социјално зијаме, ни ништо, значи ништо, тотално ништо не зијаме. Тоа е чудно, дори некој вика, луѓе вика, вие арно сте живи, вика, арно вика, до сега не сте умреле. Како живеете? Ни социјално ништо, мајка ти не е способна за работа, татко ти не е способен. Значи ништо, вода плаќаме, ѓубре плаќаме, се плаќаме, а питали ги ние како ги плаќаме тие пари, ја како трпам за леп, како да ги скарам за да платам.
Никој не те разбира, разбираш, не те сваќа, значи, едноставно немат милост, немат жал за да те разберат, дека ти треба стварно нешто да живееш. А дека ја да платам струја, вода, ѓубре, такво. Ама те, плаќам. И сега имам 2 чека струја, вода имам 2 чека, очо да ги платам кој нема? Очо? А не треба ја да јадам час. Утре не треба, дрва немам ичте, тие што се што ги рацепил надвор, тие ми се дрва, други ја дрва немам. Одам од планината на грб, донесам како 10 дрва за да прекарам вечерта, утре немам. Се така. Еден искарам 500 денари, купам за денеска, утре нема, работам, ако не и по цел ден сам трпел, и по 5 дена сам трпел, топаници сам јадел, лепи шегер сам јадел, свашта сам јадел. А искрено ќе ти кажам, ја бе многу заглавил заради тоа што него ми треба пари за детето, а не срамно си кажеш тоа што стварно си го поминало тешкото време, јас земав тие брајсте кредити, плаќавки. И сега нели како напуштив, како од короната ни испадија, нема веќе услови да ги плаќам и нели тоа што бев земувал и сега немам од дека да ги враќам и за мен сметката моментално ми е блокиран. Надежта е таа која го одржува Јовица во живот и сака да верува дека еден ден и за него и неговото семејство ќе светне денот и тие ќе живеат поубаво. А до тогаш ова момче се обраќа со молба до јавноста, да му се помогне да најде работа и да може да направи макар една соба за да продолжи да живее како нормален човек. Надежта што викат последно умирав. Викаме са денес како е лошо, може утре ќе биде добро, ама кај нас секој ден е така. Јас викам овака, значи Господ на секој нека дава пред се здравие, среќа и љубов. И добро е што ќе има некој само да ти разбере маката. Не треба ништо да помага. Доста е да рече стварно разбирам од маката на тај човек и тоа ќе сум благодарен. Во жалбата ми е таа ми е во срцето да имам едно купатило дете, да се имам во рака да ми шета во куќата. Тешко е. Кога гледам сите кои има деца, кога гледам одамна по патот кој им шете деца, ми е тешко. Ја мислам, ми го детето ми шета тука по дворот, све вака. Тешко е. Надаме се, нели, ако не е таа нада, човек не може да живее. Не барам многу, не барам милиони, не барам ништо. А пред се здраве си барам. Да сум здрав, лепи сол да јадеш, здравие да имаш. И децата си ги видиш среќни. Да имаш едно кровче на главата. Ете, пример. Ако има хумани луѓе, надам се дека има уште такви луѓе што се дар од Бога. Да, како јас што сум дарувал некојаш и јас, да, нешто има синот да му се направи нешто, колку што се може. Од ова е веќе за никаде. На мен најбитно, знаеш што ми у животот? У животот ми е најбитно, ја пример, да не сме ние како маж и жена још како оптерет на моите родители, ако пример, нели се чека тие 2 раци тука, да си имам само една соба ми е доволно, едно купател за почеток, за да се ја преселам таму, за да не бидам оптерет нели на мојата фамилија, ја нема стварно дека да спијам. Спијам со дедо ми у ходникот со жена, да таму спијам. Мили Боже, умрело ми дете, може Господ да друго ќе ми даде, за да има само за него дека ја да има дека да седе, разбираш? А уште сега ако ми даде Господ дете, дека ја немам дека да спијам, а не оно. Дека спие оно. Со години сваќаме дека животот е прекраток за тоа што другите мислат за нашиот живот. Не е важно ниту што ние мислиме за животот на другите, бидејќи ние не ја знаеме нивната, а тие не ја знаат нашата приказна и тежина. Не знаеме што минале и што сме минале. Важно е само во новиот ден да тргнеме со чист образ и душа која се уште го цени човекот, затоа да живееме како луѓе и само со една цел – да помогнеме на оние кои се безпомошни. Јовица Јованов од своји 12 години почнал да работи за да го прехранува семејството. Тешка физичка работа, многу кубици дрва, железо и шишиња пренале неговите раменици, кои денес на само 30 години единствено ја знаат и може да ја раскажат тежината на неговиот живот. Во куќа од 2 мали прискромни собички живеат 9 души. Јовица со сопругата поради претесниот простор принуден е да спие во ист кревет со неговиот дедо. А и таа сопругата имала несрекно детство, ќе кажат двајцата. Пред 3 години го губат и најмилото, детето. Ке живеев и во шатор само тоа да ми останеше живо, ке каже овој несреќен татко. Но морал да дигне глава и да продолжи со тешкиот живот, зашто ако залегне, и тој ова семејство ќе умре за леп. Овој маж оди по селото, каде ќе го викнат за да заработи некој денар да купи храна за своите. И често ќе каже дека се нахранил, иако тоа лага, само за да има за другите.
И куќата им е пред распаѓање, мал простор, неизбелени ѕидови, стар мебел, а толку многу луѓе живеат само од пензијата на дедото на Јовица, кој повеќе од половина оди на лекови. Сериозни диагнози имаат и неговите мајка и татко, кои додека биле млади, можеби и биле највредните во селото. Иако Јовица удавно го има вложено здравието за да ги прихрани најмилите, сепак посакува сигурна работа за да може да направи макар една соба, за да може како човек да го живее животот. Јовица Јованов од своји 12 години почнал да работи за да го прехранува семејството. Тешка физичка работа, многу кубици дрва, железо и шишиња пренале неговите раменици, кои денес на само 30 години единствено ја знаат и може да ја раскажат тежината на неговиот живот. Во куќа од две мали прискромни собички живеат 9 души. Јовица со сопругата поради претесниот простор принуден е да спие во ист кревет со неговиот дедо. А и таа сопругата имала несрекно детство, ќе кажат двајцата. Пред 3 години го губат и најмилото, детето. Ке живеев и во шатор само тоа да ми останеше живо, ке каже овој несреќен татко. Но морал да дигне глава и да продолжи со тешкиот живот, зашто ако залегне, и тој ова семејство ќе умре за леп. Овој маж оди по селото, каде ќе го викнат за да заработи некој денар да купи храна за своите. И често ќе каже дека се нахранил, иако тоа лага, само за да има за другите. И куќата им е пред распаѓање, мал простор, неизбелени ѕидови, стар мебел, а толку многу луѓе живеат само од пензијата на дедото на Јовица, кој повеќе од половина оди на лекови. Сериозни диагнози имаат и неговите мајка и татко, кои додека биле млади, можеби и биле највредните во селото. Иако Јовица удавно го има вложено здравието за да ги прихрани најмилите, сепак посакува сигурна работа за да може да направи макар една соба, за да може како човек да го живее животот. Петра Стојанова е напатена 50-годишна жена која детството го поминала во струмичкото село Барбарово. Нескладниот однос на незините родители ќе направат таа и незините браќа и сестри да живеат лошо уште од детството. Млада останува без ниту еден родител и оттогаш минува низ тешки животни лавиринти. Па еден ден, Петра одлучува да замине во соседното село Сушица и таму да си ја побера среќата. Среќата и се насмевнала, еден пријател на незиниот дедо ја вдомува во неговата стара куќа каде минала цели 5 години. За жал и таа куќа ќе се распадне, па Петра останува под ведро небо. Се додека еден соселанин кој работи во странство не се сожалил и купил стара трошна куќа колку да не испие на улица. Во куќата немало ниту вода, ниту струја, па зимата таа ја минала премрзната. А Петра е сериозно болна и минала низ тешки операции последната година за да си го спаси животот. Денес со минимален социјален приход кој стигнува едва и за лекарства и за пат до болница во Скопје, таа ги минува тешко деновите. Сепак се надева дека ќе успее да ја победи болеста и со помош на добрите луѓе да го среди домот, но и дека ќе има сигурно парче леп во денот.